Сакам нешто итно да споделам за нашата заедничка историја со бугарите. Пакут Симовичу, Перузович, Баждаревич, и сад je već voda počela da ulazi u uši. Pre bi rekao more je počelo da ulazi u uši. Pa ne može se tako igrati. Ko vas tako učio? I da vidimo, Katanec, Sušić, pa ne sam, Safete, ne sam. Sad bi još mogli primiti gol od Bugara. Evo šanse i Simović. I još jedan put imali smo sreće, ali nema više vremena. 45-38, nema više vremena za bilo šta. Katanec, Sušić, Vujović, evo šanse i gol, 3-2. Je li to moguće, ljudi moji? Radanović, 3-2. Je li to moguće? Tresu se tribine, ludnica. Izvinite svom komentatoru na ove riječi, ali nemam druge opisati ono što se dešava na tribinama. 3-2. Еве една заедничка историја со бугарите. Нам многу драга. Некој нека не обвинува никој за југо носталгија и така му натаму. Носталгија беше прекрасно тогаш, 83-та година беше. Тоа декември, знам, бевме поручек на школо. Последен час имавме биологија, утакмицата, знам дека не пушти Елица по биологија. Дојде и толку беше на електризирана атмосферата, овој меч одлучуваше со победа. Одеше тогашна Југославија на Европското првенство во Париз, во Франција. И наставничката по биологија, која жива, ја поздравувам, една феноменална наставничка, во сегашно Ѓорѓија Пулевски, тогаш се викаше Едвард Карделј аеродром. Дечки, викат, жаве ќе предавам лекција, знам сите мислите на утакмицата, идете дома и не пушти од часови. И после, мислам, беше све историја, тоа што се случи, тогаш знам аеродром, декември месец беше. Значи, више има сите набавено петарди за нова година, за прослава. Ја мислам дека у аеродром као војна да се водеше. Тоа беа сите излезени, пукаа петарди, прчеа, не знам, огномети, вамот, пиштоли се пукаше. Значи, една таква фина атмосфера, што значи ние у тоа време, 83-та, најмногу ни беше кејф, која ќе ги измачкавме бугарите у некој спорт. Значи, барем тогаш и тие некој ситно, ако имал што не се радуе, не смел да не се радуе, морал барем малце да се поднасмевне на кога ја губеле Бугарија. И тоа се надевам дека малце ве расположив, ве подсетив на некои минати времиња и некои ретки убави моменти и нормално една заедничка историја што со радост јас поделувам и ден денес кога се бугарите у прашање. Сега пак ја гледав ова, кажи ја, од СДС. Па нешто Тошковски ќе партизирал полицијата, она кадри, мадри, па тоа е една напната изјава, еден глас пон со саспенс, со напнатост, на драматичност. Немојте да му дозволиме, ќе партизира полицијата, ќе ова, ќе она, ќе вака, не знам, ќе ги намали критериумите на вредност, тамо квалификација. Види, полицијата, ја мислам, никогаш не била на пониско ниво, кога беше овој вашиов Теовеле Менге Бута, беше Менге Обиджуко, која беше главен и која правеше што сака и која полицијата ја доживуваше као своје гранапче, приватна прчија онака. Така што, како да ви кажам, иш да не ве боли таквоето, а вие на власт правите си што мислите да си правите и че уопште не се осврнувајте на овие изгубениве од СДС, со тоа што очекуваме тие што треба да го јадат, криминалците да го јадат, ако овие нека јадат бурек меѓу време, но постапувајте си полека, фино што сега за сега го слушате гласот на јавноста, горе-доле го слушате, го следите сите негативни критики, постапувате по нив. Ако имате автентична желба да исправите нештата, да ставите државата на нозе, ништо од овие спинови напади, особено не на овие од СДС, нема да имаат никаков ефект. И би рекол, со тоа ќе завршам
И да знаете, делиме одредена заедничка историја со бугарите. Mala grupa pederi, ovdje ko Boga da.